Да се биде хроничар за општина Могила е тешка и одговорна задача, затоа што сите збинувања кои се случиле низ вековите, хроничарот треба да ги преточи во едно недопишано слово, налик на некој ненадминат познавач на целокупниот живот, мајстор на секој детал, секој опис, кој умее на негов својствен начин да ги открие оние навидум ситници што не ги забележуваме, а се насекаде околу нас и се дел од нас, успевајќи тоа да го постигне на тој начин, пишувајќи за работи што му се блиски, што ги носи како дел од себе, затоа што сите тие односи, ликови, судбини повторно, интензивно и емотивно ги доживува, затоа што таквиот однос кон ликовите и настаните што ги опишува тој летописец успева да му ги доближи до обичниот човек, а обичниот човек на неговите летописи не е пасивен набљудувач, туку активен на тие настани. Територијата на општина Могила е оаза на цивилизацијата, оаза на културното наследство на Македонија, а богатите културно-историски, архитектонски, археолошки и етнолошки вредности на регионот со нивната зачуваност, разновидност и интегралност му даваат посебност, единственост, репрезентативност и автентичност. Почитувани мои, додека така се размислува в кој е село распослано во атарот на општината Могила, да го посетам ова 2026 во Господово лето за великденските празници, да направам нова документарна репортажа за историското и духовното битисување на тоа село, се со цел да остане во колективната меморија на македонскиот народ, со надеж дека меѓу помладите по раѓање и по потекло од тоа село, особено меѓу оние поупатените во областите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања изнесени, делумно опфатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната правна заборавот, кога на сам ден на православниот христијански празник Прочка, ова 2026 во Господово лето, ми зазвони мојот телефон, каде што слушнав еден непознат глас кој ми велеше: "Добро утро, Зоран новинарот кој везден шета по нашиве села македонски насочни ми треба, овде Мендо Мицковски од село Дедебалци, кој долги години живее во Австралија", ми рече. "Добро утро, овде Зоран новинарот", одговорив. "Зоране, сакам нешто ем да ми те прашам, ем да ми те замолам, дали може да појдеш во моето родно село Дедебалци за Великденов наш православен, да направиш едно убаво слико и за него, за да остане за веки векова, а на тоа слико што ти ќе го направиш да се присетат нашите внучења и правнучења, кога ќе подпораснат на тоа што било и како бил животот во наше време", ме замоли Мендо Мицковски. "Договорено. Јас како знаам и умеам за великденскиве празници, ќе се нацртам во твоето Дедебалци", шеговито му одговорив. Може. А секако се разбира. Да. По било кое време, да. Може. Да, се разбира. Ќе дојдаме, како нема да дојдам. Само ти кажи кога, да, со возо ќе дојдем. Да, со возо, да. Добро. Аха, да. Ќе направиме се ќе направиме. Како ќе кажеш, нема проблем, ја да. Ама заедно ќе биде. Да, заедно ќе стигнеме јас таму. Така, да. Договорено. Да, договорено. Секако. Точно. Во ред.
Почитувани мои, полна ми ја душата што ете денеска овдека се наоѓам во Пелагонија, ајде, малце ја грешив по Република Македонија, во Пелагониската равнина, овде се наоѓам во општината Могила, во селото Дедевалци, каде што ете според Господово провидение денеска на македонскиот православен христијански празник Великден, пред година дена од далечна Австралија ми се јави еден мој пријател по име Мендо, кој ми рече: абе Зоране, абе толку мачна душо, толку села прошета, беше во Далбеговци, зошто не намина во моево родно село, да направиш едно убаво слико за моево село. Јас сум 30 години во Австралија, си доаѓам честопати, ама знаеш, селото ми е убаво. Се ќе направам, ќе ти кажам на моите да те пречекаат и се што треба да снимиш, и му рекол вака една работа. Абе кажи ми кога му е слава на селото. Абе ми рече: најубавиот празник во Пелагонија и во моето село Дедевалци е Великден. И му рекол: за Великден ќе дојдам и ќе направам една репортажа, ама го прашал: кажи ми кој да говорам во Дедевалци. Има многу оварчи од твои соселани. Ќе го бараш Данијел, моето муче од мојот прв братучет, а тој се ќе ти раскажи за мојата фамилија, за кој сме и што сме и како сме и како живееме и како живееме денеска, не само во моето родно село Дедевалци, туку и овдека во Австралија. Абе кај се нас не има и во Австралија, и во Америка, и во Канада. Ама најмногу не има, да ти кажам реално, Зоране, во моето село Дедевалци, колку ми се радува душава кога ќе чујам наша песна, кога овдека во Австралија ќе заиграме, ќе запееме, ама кој си дојдам село, да ти кажам реално, и ми рече: кој ќе појди село да ми ја снимаш куќата таа старата кај што јас и мојот братучет и моите браќа и сестри тука очи го израставне, и му рекол: ќе дојдам, ќе ти ја снимам таа куќа, ама една работа. Му рекол: сите приказни што овој твоите соселани во твоето родно село им ги раскажале на вашите дедовци и баби, ќе ги снимаме и ќе ги преточиме во еден документарен серијал со работен наслов селото Дедевалци низ историјата до ден денешен. Се радувам, почитувани мои, што денеска ете одека во ова село се наоѓам во фамилијата на мојот пријател Мендо, а ќе дознам од која фамилија, од кое семејство, кој е галавија, преку мојот денешен домаќин и водич во ова село, младо момче, Данијел. Дека денот за много години. За много години да е денот. Најпрво сакам да ви се заблагодарам на продукцијата Маријево филм, што дојдовте да ја снимите оваа репортажа за нашето село Дедевалци. Ете, ти благодарам што се вика, што ете во името на фамилијата овдека во селото Дедевалци, што ти си ми тука домаќин и водич во твоето родно село. Ајде, ти си релативно млад човек, ќе може ли малце за историското приписување на твоето родно место за селото Дедевалци? Село Дедевалци настанало по некој си дедо кој што во минатото имал мед, деде Бал. Деде значело дедо, а Бал значело мед. И сите оние кои што поминувале на овој крај, да речам тука, сите поминувале кај тој дедо и го прашувале дедо дали имаш мед. И така настанало самото село Деде Бал. И од тоа да речам се вика самото село така. Ајде малку за географското местоположение на твоето родно село. Село Дедевалци е рамничарско село, се наоѓа во општина Могила, едно од најубавите села, за мене најубаво село, нормално роден крај. Соседни села на село Дедевалци се село Далбеговци, село Трап, село Путурус, село Црничани и село Радово. Според последниот попис од 2021 година во селото живеат околу 220 жители. За жал таа бројка се намалува од година во година, бидејќи голем дел од младите се иселуваат, што според мене мислам дека тоа е жално. Јас живеам
сум жител на ова село. Што беше мотивацијата? Што остана во селото? Значи, во тој поглед, секој еден од нас може да појде во Париз, може да појде во Дубај, во Њу Јорк. Ние можеме да се воодушевиме од сите тие убави градови, меѓутоа нашето срце, нашата духовна поврзаност со самото село е најголема. Секој еден кој што се иселил од оваа држава, кој што заминал во друг град и така натаму, кога и да се врати во својот крај, баш ќе го споменам тука филмот Пред дождост од Милчо Мачевски, кога ќе се врати од Англија и кога ќе види куќата, она носталгија кон својот роден крај, значи тоа е незаменливо нешто. Нашите срца тоа чугаат најсилно, да речем. Зошто не замина надвор? Зошто не заминав? Да бидам искрен, во мене, во себе, имам некоја алтернатива, некоја надеж, дека ете еден ден за кратка, за блиска иднина ќе се сменат работи, дека ќе тргнеме напред. Сметам дека време е да земеме поука од оние прозападни земји, да вложуваме во младите, да ги поставуваме оние кои што се најкомпетабилни, најконкурентни на пазарот, кои што имаат знаење во секој сектор, значи во секој сегмент, да се искорени оној споил систем каде што се вработуваат по партиска основа. Сметам дека треба да се користи мерит систем. Оној кој што е најдобар, тој да го работи, оној кој што е квалификуван. Дали тоа се работи за земјоделие, дали се работи за правник во институција, дали се работи за економист, дали се работи за доктор во болница и така натаму. За стварно оваа држава да почне да размислува прозападно, да имаме демократија и стварно да бидеме на развиена земја каде што ќе има развиени институции, каде што ќе нема дискриминирани граѓани и така натаму. Откако со моите домајчини си го почнавме муабетот надолго и на широко за историското битишување на нивното родно село, ме замолија пред да ми ги раскажат нивните приказни за историското битишување на нивното родно село, што ним им ги раскажувале нивните дедовци и баби, најсетне нив да ги запознам со моите досегашни историографски сознанија за нивното родно село, поточно речено за етнокултурните и историските знаменитости на ова село, за чие село ушните преданија, легендите, митовите, материјалните артефакти, пишаните документи датираат речиси од античко време, старомакедонско време, римскиот период, византискиот, отоманскиот и денешно во наше современие. Нивниот предлог со задоволство го прифатив. Атарот на селото Дедебалци е испреплетен со многобројните археолошки остатоци кои се нераскинлив дел од културното наследство на македонскиот народ и македонскава држава. Ова село формирано во карактеристични природно, географски, историски, социјални и естетски услови на живење и стопанисување, се издигало и развивало во една карактеристична хармонија. За тоа говорат најстарите сведоштва и археолошки пронајдоци кои потврдуваат дека ова село било населено во дамнешни времиња. Иако дел од историографските записи говорат дека селото Дедебалци е од поново време, сепак историографските записи кои датираат од многу стари времиња говорат дека атарот на ова село повеќе од 6000 години зрачи со живот, како дел на животниот простор на бригите, пелагонците, пајонците, линкестидите, енгелеаните, десаретите, орестите, еордаите, елимеите, ботијаците, пирејците, алпомите, мигдонците, крестонците, бисалтите, едонисите, сите познати во Хомеровата Илијада, сите сродни по јазик македонски и култура македонска, а за тоа говорат археолошките локалитети, некрополата од доцно античко време Лудеј, населбата од неолитско време Тумба, населбата и некрополата од римско време Граиште, населбата од доцна античко време Арматуш, населбите од доцна античкото време Шупуро и Ридче, археолошките локалитети Коњарево и Бањево, како и местноста викана Арапски гробишта.
Историографските записи кои датираат од многу стари времиња говорат дека историското битисување на ова село е поврзано со Римската империја, со Византија. Воедно обстојувањето на ова населено место е поврзано и со македонската средновековна држава, позната под името Склавинија Македонија, чиј најголем процут го достигнува за време на владетелите царот Пребон и царот Хацон. Обстојувањето на ова село е забележено во мноштвата црковни повелби житија кои датираат од 969 година до 1018 година за време на владеењето на синовите на македонскиот комитопула Никола, македонските комитопули Арон, Давид, Мојсеј и Самоил, за време на владеењето на македонскиот владетел царов Самоил и на македонските владетели Иван Владислав и Гаврило Радомир од 979 до 1018 година, во црковните повелби и житија за време на владавината со Македонија на византискиот император Василий II, кој со Македонија владеел од 1018 до 1025 година, во црковните житија, повелби и посланија од 1299 година на византиските цареви Михаил IX Палеолог и Андроник II Палеолог, во црковните посланија од 1346 до 1355 година на царот Стефан Урош IV Душан Немањич, во црковните посланија од 1365 па се до 1371 година на кралот Димитрија Волкашин, во црковните записи од 1371 до 1395 година на кралот Марко. Во пишаните томански дефтери, Дедебелци првпат се спомнува за време на отоманското чифлигарство во Македонија. При крајот на отоманското владење селото било Чифлик Сајбиско село, а Чифлик Сајби биле Раивбек, Омербек, Реджеп Ашимбек, Ружди Айрулабек, Алијага и Тефик Ефендибек. Во 1912 година чифлигарската земја од претходно споменатите Чифлик Сајби си ја купиле мештаните од ова село. Нашето село има околу 939 хектари обработливо земјиште. Според она што најмногу се обработува во нашето село, тоа е генерално 90% од сите жители обработуваме тутун. Потоа доаѓаат житните култури, пченица, јачмен, па потоа пченка. Мал дел се занимаваат со обработка и согледување на градинарски култури поради пониската цена. Сметам дека треба да се сменат некои аграрни политики, да повеќе да се вложи во земјоделието, поголеми субвенции да има. И јас како млад и амбициозен граѓанин на селото, мислам дека со членство во Европска унија нашиот производ би добил поголем пласман, бидејќи ние ќе излегуваме на пазарот 500 милиони луѓе. И во тој случај голем дел од младите би инвестирале во земјоделието, а нема да бараат работа во индустриските зони како што се во Битола, Жабени и сите оние кои што се како Прилеп, например, фабриките отворени, Битола и така натаму. Значи нема да бараат работа, туку ќе вложуваат во земјоделието. Јас сметам дека треба да се вложува повеќе во земјоделието и да се дава стимул да се произведува се повеќе и повеќе. Дека селото Дедебалци на овие простори обстојува многу векови, говорат и пишаните документи на многу учени луѓе од периодот од втората половина на 18 век па се до првата половина на 20 век, меѓу кои монографијата Историја на Охридската архиепископија Патријаршија 1394 и 1767 од Иван Снегаров, пишаниот документ под име Стара Србија и Македонија од Спиридон Гончев и топографско-етнографски преглед на Македонија од Стефан Верковиќ.
Според статистичките податоци на Васил Кънчо, кој ги водел во неговиот научен труд Македонија, етнографија и статистика од 1900 година, во Дедебалци во 1900 година живееле 250 жители, од кои 200 рисјани и 50 мухамеданци, додека пак според податоците на Димитар Мишев, запишани во неговиот труд Македонија и незините популацијски движења во 1905 година, во селото живееле 240 жители, а додека пак според етнографската карта на Битолскиот вилајет од 1901 година, Дедебалци припаѓало на Битолскиот санџак, на Битолската каза, каде што се води како чисто македонско село со 20 куќи. Според германската карта издадена во 1941 година, а заснована на пописот на Кралството Југославија од 1931 година, селото имало 250 жители. Дека селото на овие простори обстојува многу векови говори и пишаниот документ на еден од најпознатите не само во македонскиве, балканскиве, туку и во шведски размери, антрополози и географи, доктор Јован Трифуновски, селските населби во Битолско-Прилепската котлина, издадена во Белград во 1958 година, за селото Дедебалци го забележал следното. Селото се наоѓа во средишниот дел на Пелагонија. Од градот Битола е далечено 25 километри. Селото е од збиен тип. Селото е поделено на две мала, горно и долно мало. Селото со вода за пиење се снабдува од двете селски чешми. Секоја куќа во својот двор си има свој бунар. Селото брои 81 куќа. Местностите во атарот ги носат следните имиња: Еренчица, Стари Лозија, Бајња, Грашишта, Бајнски ливади, Рушулица, Белутраци, Папрас, Плоча, Дупен камен, Пајчина дупка, Бењошки порој, Рогупчица, Коњарски ливади, Шипо, Рупка, Клисури, Тврди град, Широка падина, Расје, Црвеница, Горни Чаир, Метилајца, Слатина, Круша, Потка, Браненица, Демирица, Арапски гробишта, Коњарево и Бањево. Јован Трифуновски во пишаниот документ Селските населби во Битолско-Прилепската котлина, издадена во Белград во 1958 година, во дело за семејните родови го забележал следново. Дедебалче е македонско православно село во кое живеат доселенички родови. Јаковци и Измировци доселени се од селото Бучин. Бодловци, Куртовци и Мишовци доселени се од Мариовско. Багашовци водат потекло од селото Будаково. Чошевци доселени се од селото Чаничани. Домузовци доселени се од селото Долно Агларци. Гаштевци водат потекло од селото Кајлари, Егејска Македонија. Пижаровци доселени се од Прилепското село Вранче. Манаровци и Чурлиновци доселени се од селото Радобор. Будаковци доселени се од селото Будаково. Беличани доселени се од киченското село Белица. Чиплигани водат потекло од селото Ношпал. Кочовци доселени се од селото Смилево. Тренговци доселени се од селото Кутурус. Кукатовци доселени се од Горно Аглаци. Семејниот род на Големо Илинци водат потекло од селото Големо Илино. Семејниот род на Мало Илинци водат потекло од селото Мало Илино, додека пак семејниот род на Зојновци води потекло од околината на Солун, а на семејниот род на Гашевци не им се знае потеклото. Во 1948 година во селото живееле 420 жители, додека во 1953 година селото броело 523 жители.
Од фамилијата наша само ние сме Бошевски на татко ми. Браќа има тројца во Австралија и една тетка. Најстариот Фидан има фамилија тројца синој и една ќерка. Најстариот Менде, со тој што се договоривте, па Драги и Спасе. И женско има едно, Мара се вика. Тие си имаат своји фамилии, внуци мои. Тетка ми Нада се вика, има син Васко и ќерка Виолета. Тие го носат презимето по прадедовци Мицковски. Да се здрави и живи, среќен празник да му е. Иначе, фамилијата наша, татко ми, Гоце се вика, Ѓорѓи, татко му е Вангел, мајка Трајанка. На дедо ми и татко му се викаше Гроздан. Прадедо ми на Гроздан Боше. По прадедо ми само татко ми го зел презимето Бошевски. Значи фамилијата, останатата што е во Австралија, се по презимето Мицковски. По која галабија сте одека, по кој прекар познати во село? Ние во селото сме познати Гроздановци. Затоа што дедо ми Гроздан, тој ми ди прадедо, на татко ми дедо, останало, едни го викаат Зоњовци, едни го викаат Гроздановци. По кажвања, по дедо, прадедо. Колку на времето бевте одека, колку куќи беа, да речеме, колку фамилии беа, останато што ова куќа одека, кај што сте родени тука, та старата куќа? Фамилиарно негде над 60 души. Така? Фамилијата и поќе, внуци, правнуци, паравнуци. Така. Фамилијата е цела во странство. Останати сме само јас овде во Дедевалци и братучет имам, уште една тетка имам во Могила, мажено, прачеди и внуци имам таму. Во која фамилија таму е мажено? Во Сакурмовци. Так. Фамилијата Сакурмовци ги викаат. Како се викаше твојот татко? Мојот татко Ѓорѓи. Мајка ти? Даринка. Таа Таа е од Могила, од фамилија Шурбевски. Таа е најголема фамилија во Могила, околу 100 куќи негде. Дедо ти по татко ти како се викаше? Вангел. Баба ти по? Баба ми Трајанка е родум од Подмол. Дедо ти по мајка ти како се викаше? Методија. А баба ти? Фанка, родум од Агларци. Твојата домајчика како се вика? Валентина. Таа од кај ти е? Од село. Од кај фамилија? Од Кондовци. Вака сега, да ми кажеш, ти си релативно млад човек. Како се зедовте? Бегалка, намерак? Бегалка, ама се сакаме. Така. Колку време се лутеше дедо ти која зеде? 2 вечери. Јас се женив млад на 23 години. Така. Жената ми беше 15,5 години. Така. Колку Господ Челал ви даде? 2 дечина, омажени, оженети со внучина. Колку внучина имаш? Па најстариот од ќерка ми, Дамјан, Така. од син ми, Анабела, внуката, постара, и сега помалиот Николај. Кој ти се помили, првото или сигарето? Сите ми се мили, затоа што се крв. Вика старите многумина велат, внучето помило од синот и ќерката, така? Секогаш е тоа така. Колку сте вие браќа и сестри? Ние сме брат и сестра. Така. Сестра имам почината многу мала. Така. Сестра ми е мажена во Новаци, се вика Весна. Зет ми е Коле, Соклевски, Новаци. Внуци ми се Пеце и Благојче. Кога последен пат си се слушнал со твојата фамилија? Рече дека некаде околу 40 на фамилии сте. Се слушаме, се јавуваат
да разберат вака за слави, за нешто се случило во селото, за добро, за лошо. Сум бил во Австралија кај нив како гостин, пречекан. Напомна, си бил во Австралија, нагости ке фамилијата твоја. Напомна дека се слушаш често пати преку интернет, преку телефонот. Кога ти се радува душата, или ти тагува кој ќе ги чуеш или кој ќе ја затвориш телефонот? Секогаш кој ќе го затворам телефонот, затоа што кој ќе зборуваме, кој ќе комуницираме, осеќам како да се тука или како да сум таму, затоа што сум бил таму. Кога ќе прошеташ тука низ дворот, кога ќе прошеташ овдека ова што ги имаш од татко ти, од прадедо ти, од дедо ти, не си бидиш некош останале само една фамилија, а бевне 50-тина во фамилијата на времето пред 60-тина години. Шо велиш? Јас и нив истото му го кажувам дека на корено останаме само ние од нашата 60 фамилија, што сне на корено, ова е корен на фамилијата, останаме уште, само јас останам. Дали ти се радува душата што, тие две внучина што ги имаш од синти и внучите што ги имаш од черка ти, останува на темелот, на семејниот род? Јас би му препорачал и на син ми ова да остане. Ама нека биде препорака и да сите наши млади македонци. За сите зборувам, не зборам јас сега, збораме за фамилиарно за нас, зборам за темело од кај што е почнато генерацијата, поколението, дедо, прадедо, да остани да се обдржава колку што се може, државата. Да и самата држава треба да субвенционира тоа што го збораме капитализмо, треба да го сочуваш нештото да ти дај, да ти роди, за да живееш, затоа што Македонија има прекрасна клима, прекрасни услови за живот, за млади, за стари. Ние не сме многу нации, Австралија има 220 нации, ние сме чист народ во државата, не сме многу мешани. Просто речено, албанци, турци, 10 нации ќе земиш, чист народ. Кај да појдеш во државата? Државата ни е многу мала, 200 километри држава сме ние, територијално да ја земиш. Во Скопје да појдеш ќе видиш познат, во Прилеп да појдам ќе видам познат, во Велес да појдам, познат ќе видам, ќе зборниш. Во западниот свет, во милионските градови, го нема живот, слободата е нема. Слободата е најважна во животот. Не е капитало и богатството и парите во живот. Ова, да те прашам, денес е велик ден, голем ден. Кој ти е куќна слава тебе? Нас ни е куќна слава Великден и Свети Никола. Зимска ти е, ај малце да се сетиш нас. Во твоето време како беше за Божик, за водици, како беше пред 40 години кога насред селото, кога дома ќе се собереа, ќе дојдеа, полна беше трпезата, па сабајето после црквата оро се биеше, ред моби, ред невести, ред бејчари, па да не зборуваме за свадби, за крштаки на времето. Пред 35 години не е фалба ова, држев јас дуќан, сред село. Така? Како кафана, кафич беше кафана, продавница и за деца флипери, таква работа. На секоја слава селска, посебно за Великден имаше во дуќано музика, јас и главам. А дента на денешен ден сред село, посебно сред село. За Божик сред село, за водици сред село, музика. Значи живото беше, луѓето беа ќе беа драголюбиви Доаѓа да се видат, доаѓа. Да, така, од градот, од Битола, од Прилеп, што има луѓе иселени, од Скопје. Дори едно би рекол, после долги децени денеска, поврчи го, повторно таа традиција ќе се обнови со музиката што ќе биде во црквата тука, еден вид сред село. Тоа е едно поштовање према селото, према религијата
не се работи за пари, тоа е здружување на луѓето, да се видат внучина, некој живее надвор, ќе се запознаат како мали, како некои се и одраснати, не се знаат дека пример од та фамилија е, од оваа фамилија, ќе зборнат, ќе се сретнат. Ајде, една порака до сите наши македонци, каде тие да се наоѓаат, дали во Република Македонија, дали во Вардарскиот дел, во Егејскиот, Пиринскиот, Австралија, Америка и Канада, една порака, ако ништо повеќе, барем еднаш во годината да си дојдат дома, онаму каде што се родени, онаму каде што им е коренот, да ги отклучат оние зариѓани катанци, кои што ги оставиле нивните дедовци и баби, затоа што убавото место од Република Македонија, ајде би рекол и од селото Дедебалци, нема никаде. Порака до сите во цел свет, дали се македонци, дали се православни, дали се католици, дали се муслимани, да се вратат во државата, да си го видат седелото, корено, да си го видат кај се родени дедовци, родители, прадедовци, да го видат она што ко заминале тие мужи не чинело во државата. Сепак државата мора да функционира, ние што сме тука мора да живееме и не мислиме дека надворе живото поубав него на своето. Кој ќе си на своето, живото послободен, поубав, повесел. Што вика старите, абе дома си е дома. Дома си е дома, али и во западо, не реков дека не чини кај што живеат тие, ама кај што си растен е многу поубав живот. Тоа што го рече, кај да си самата држава, посебно за земјоделието и за храната треба најпоќе да води, не спомнуваме политика, спомнувам стратегија државата мора најпоќе да донесе за земјоделието, од земјоделието се потикнува и индустрија, и тешка, и лесна индустрија, и транспорт, и све. Немаш храна, немаш ништо во животот. Храната е основица на светот, ќе дојде жеден за вода, не за јадење, за вода ќе дојде жеден светот. Војни ќе се водат за вода. Што вика старите на времето, вика гладна војска на фронт не оди, така? Не оди. Почитувани мои, според стар адати обичај, кога ќе дојдиш тука во било кое село, било кој гостин кој ќе дојди на гости, домајчинот ќе го пречека гостинот со чашка ракија и еве во името на мојот пријател Менде, а и во името на неговиот братучет, кој што денеска сне тука во селото Дедебалци за Великден, домајчине, нека денот за новогодини. Заедно зимаво. Сегде во светот кај што има Чолте Господ. Православни, честит да е празникот, да се здрави, живи, сегде фамилиите Господ здравје да дава, сегде се најубаво. Еве пред да оваќе да направиме на голка, по стар адати обичај некаде околу Плаништето. Пред 30 и кусур години, од кога попот, селски кажано, ќе заврши молитвата, богослужбата, сите излегувале на срцело, ред моми, ред невести, ред бејчари, оро да вијат, соекот на тапанот, соекот на зрулата и гајдата. Почитувани мои, Бога ми, мерак ми беше што ете Господ и мене ме донесе да дојдам во селото Дедебалци, воедно да присуствувам и на летната селска слава, а и воедно да бидам и гостин на оваа летна слава во чест на Христовото воскресение и за него да направам документарен аудио-визуелен запис. Почитувани мои, пред да го проследите документарниот аудио-визуелен запис од утринската богослужба, која се одржа во соборниот храм
со која чино начествуваше парохискиот свештеник од Могилската парохија заедно со соборскиот народ, предлагам да ги проследите до сегашниве истражувања за христијанско-православниот начин на живење, не само на мештаните од ова село, туку од сета битолска околија на професорот Драгослав Миновски, копајќи во изминативе децении ширум архивите во ова регија во продолжение на оваа репортажа. Воскресението Христово, кое се празнува на Великден, е најголемиот, најстариот и најсветлиот христијански празник кој ја представува суштината на христијанската вера. Нашата Македонија е земја со најстаро име на европскиот континент. Македонија е спомната во Библијата неколку десетици пати, во зависност од преводот, и е портата на христијанството кон Европа уште од децениите по распнувањето и воскреснувањето на Исус Христос. Верата во Христа била донесена од апостол Павле, откако на видение му се појавил македонец со расширени раце, повикувајќи го на помош во Македонија. Според Библијата, покрстувањето на света Лидија Македонка го отворило патот на христијанството во Европа. Неколку векови подоцна во Македонија престојувал и свети Еразмо Охридски, а откако во 4. век во нашата ера христијанството било признаено за официјална религија, во Македонија се изградиле и многу рано христијански храмови, од кои дел се видливи и ден денес. Во 6. век била создадена автокефалната архиепископија Јустинијана Прима, основите на Охридската архиепископија. Во 9. век од нашата ера уште еден светител оставил голема трага врз духовниот и културен живот, свети Климент Охридски, основачот на првиот универзитет во Европа и првиот македонски епископ. Како ученици на светите Кирил и Методи, заедно со неговиот духовен брат, свети Наум Охридски, направиле подвиг што се памети до ден денес. Верата во воскресението за нашите предци била врховен мотив за обстојување низ вековите. Великденските пости содржат значајни празници за кои народот од памти век практикувал обичаи зачувани и денес. Простено на Прочка, преку Летник, Младенци, Цветници, Лазарева сабота до Страстната седмица, последната седмица од Великденскиот пост до Великден. Последната седмица пред Великден, Страдалната недела, нарекувана и Велика, Страстна и Глува недела, ги представува последните денови на Исус Христос во Ерусалим. Сите денови од оваа седмица се нарекуваат велики или вели. Тоа се најтешките денови и најисполнети со молитви и богослужби. Во првите 3 дена, Велики понеделник, Велики вторник и Велика среда, низ богослуженијата верниците се подготвуваат за сеќавањата на Христовите страдања. 3 дена се посветени на последните беседи и поуки на Господа Исуса Христа кон апостолите и кон луѓето. Светата црква определила во овие 3 дни на богослужбите да се прочитат целото 4 Евангелие. Тоа има за цел да ни покаже дека Господ Исус Христос со својот богочовечки живот на земјата, со се што учил и правил, им се покажал на луѓето дека е вистински Бог и вистински човек, односно богочовек, и затоа неговите страдања се спасителни за сите нас. Во овие денови треба да ја сватиме големата трогателност и да разбереме нашата гревовност, да се смириме и скрушено да се покаеме и да се помолиме. На Велики понеделник одбележуваме 8 библиски настани, 4 од Стариот и 4 од Новиот Завет. Велики понеделник е ден на Јосиф, намразениот од браќа си, ден на пророчките виденија, ден на маките во робството и ден на праведниот Јов, како и ден на бесплодната смоква, неправедните лозари, за крајот на светот и очистувањето на храмот. На богослужбите се читаат делови од Светото Писмо во кои се опишани настаните што се случиле на тој ден, личностите кои се поврзани со денот или конкретните пораки на денот. Таков е примерот од Стариот Завет.
за страдањата на Јосифа поради зависта на неговите браќа кои го продале и го понижиле како роб. Тоа е вистински настан, историска вистина за конкретни личности и конкретно време. Запишано е во Библијата. Во Синаксарот пак се вели: Јосиф е преобразба на Христа, затоа што и Господа Исуса Христа го намразиле истородните браќа евреи, како и браќата Јосифови, а неговиот ученик го продаде за 30 сребреници. Станало онака како што направиле и браќата на Јосифа, кои го намразиле, го отфрлиле, го измачувале, го предале и го продале за пари, а тоа го сториле без причина и без никаква вина на Јосифа. Направено е злото само поради нивната завист и злобност, а не дека бил тој виновен за нешто. И исто така направиле и со Христа Господа. Кому му сгреши тој? Никому. Затоа, Јосиф од Стариот Завет е првата библиска слика и јасна праслика за страдањата на Господа Исуса Христа. На Велики понеделник, кога дошол Христос во Ерусалим и влегол во храмот, бил зачуден од безверничкото однесување на оние што биле таму, па се разгневил на нив и ги изгонил трговците од домот Божји. Неговата разгневеност била од ревност кон домот за молитва, бидејќи го претвориле во трговски центар и во разбойничка пештера. Во Евангелијата се вели: и пак дојдоа во Ерусалим. Кога влезе Исус во храмот, почна да ги пади оние што продаваа и купуваа во храмот, па се разгневил и ги изгонил нечестите од храмот, а на крајот кога излегувал од храмот, прорекол дека од него нема да остане ни камен на камен. Жестокоста со која Господ Исус Христос настапил кон присутните во храмот оставила силен впечаток и кај фарисеите и кај учениците. За Господа Исуса Христа било особено важно домот Божји да биде чист и неосквернуван со ништо. Тоа покажува дека тој не го презирал храмот во Ерусалим, туку ја смалувал неговата важност. Затоа и не е чудно што таков став кон храмот и кон синагогата имале и апостолите и првите нивни ученици. Господ Исус Христос, откако го очистил храмот, застанал на местото од каде што е предвидено рабините да го поучуваат народот и како вистински учител го смирил гневот, па крај испревртените маси и столови го поучувал народот. Овој пат поучувањето го започнал со стих од Стариот Завет, земен од пророкот Исаија, каде што се вели: Мојот дом ќе се нарече молитвен дом за сите народи. Впечатливо е тоа што Спасителот го одбрал токму овој стих кој укажува дека домот за молитва ќе биде на сите народи. Тоа значи дека и нееврејскиот народ ќе биде повикан во домот Божји на молитва. Евангелистот Марко, кој своето евангелие го пишувал за многу босите, сакал да им укаже дека и во Стариот Завет пророкот Исаија навестувал за доаѓање на многу босите во црквата Христова, а Господ Исус Христос спасението го понудил за сите луѓе подеднакво, изедначувајќи ги сите народи пред Бога, како што рекол светиот апостол Павле. Нема веќе разлика меѓу јудеец и елин, зашто еден и ист е Господ на сите. Нема веќе ни јудејци ни елини, ни роб ни слободен, зашто сите вие сте едно во Христа Исуса. Зашто преку еден дух сме крстени сите во едно тело, било јудејци или елини, било робови или слободни, и сите сме со еден дух напоени. Може би токму овој настан, кога Господ Исус Христос ја покажа својата жестокост во храмот и зборовите што ги искажал, ги натерало некои од луѓето да мислат дека можеби тој е воскреснат свети пророк Илија, или свети Јован Крстител, или воскреснат пророк Јеремија, зашто се покажал во духот и на едниот, и на другиот, и на третиот равнител. Ставот на Господа Исуса Христа кон храмот заслужува особено внимание. Тој кога имал 12 години, влегол во Ерусалимскиот храм и поучувал меѓу прво свештениците и учителите јудејски. Тоа значи дека уште тогаш тој во храмот гледал место за поучување. Исто тогаш тој го нарекол храмот место каде што треба да биде присутен Бог, а не нешто друго, бидејќи тој дом е Божји. Овој пат храмот го нарекува дом за молитва, молителница. И кога го слушнаа тоа книжниците и првосвештениците, гледаа како да го погубат, зашто се плашеа од него.
оти сиот народ се воспитуваше на неговото учење. Не е чудно тоа што првосвештениците и книжниците сакале да го погубат Господа Исуса Христа, бидејќи ним им пречело неговото укорување кон нив и тоа што народот тргнал по него, место по нив. Но и било страв да го фатат и убијат, бидејќи се плашеле од многуте поклоници кои го слушале неговото учење и се воодушевувале од него. Што ги налутило фарисеите, книжниците и првосвештениците? И Господ Исус Христос и тие имале високо мислење за храмот, но тоа сепак темелно се разликувало. Прво, фарисеите многу ги налутила ново настанатата состојба во храмот со влегувањето на Господа Исуса Христа во него. Тој кога влегувал во светињата, околу него имало насобрани деца кои викале во храмот и пееле Осана на Давидовиот син. Тоа нив ги разгневило и негодувале против таквата состојба. Барале да сопрат децата со вревата и со нивното пеење за Христа, а замислете, на истите тие не им пречела вревата што ја правеле трговците, именувачите или блењето и букањето на животните донесени за жртвопринесување. Значи, за нив, кои ја гледале само формата на обредното богослужение, најважно било да се принесат жртвите и да се исполни формалноста, без да се пази на суштината од светоста и светињата. Првосвештениците, книжниците и фарисеите ги налутило Христовото предскажување за пропаста на храмот и дека од него ни камен на камен нема да остане. Нивниот гнев уште повеќе бил зголемен од неговите порано изречени зборови кога рекол: урнете го овој храм и за 3 дена ќе го подигнам. Според нив, овие зборови биле најголема хула и затоа со нив тие го обновиле и на судењето кај Пилата, иако Господ Исус Христос ги изговарал тие зборови, не мислел на Ерусалимскиот храм, туку на храмот на своето тело, кое евреите ќе го урнат, ќе го убијат и распнат, но за 3 дена ќе воскресне. Тие сметале дека Христос богохулствува, бидејќи Ерусалимскиот храм по Божја промисла требало да биде не само еврејско традиционално светилиште, туку место за молитва и за сите народи, а за слепени не гледале дека токму тие ова светилиште го направиле дом за тргување и разбойничко гнездо, каде што се работело нечесно разбойнички. А кога се стемни, тој излезе надвор од градот. По се што се случило во храмот дента, за Господа Исуса Христа веќе не било сигурно да ноќева во Ерусалим. Имајќи ги своите пријатели во Витанија, тој го напуштил градот, каде што биле неговите многобројни непријатели, кои го следеле и се мислеле како да го убијат, па заминал ке својот пријател Лазар во Витанија. Така завршил Велики понеделник. Во 3 дена, Велики понеделник, Велики вторник и Велика среда, се извршува чинот мироварение. Тоа е определеното време кога се подготвува и деноноќно се вари мирото, кое содржи над 40 разновидни мирозливи состојки, како дар од Бого создадената природа. Се вари без застој, дејње и ноќе, а во текот на варењето непрестајно се чита Евангелие. Така подготвеното миро се осветува и се добива светото миро за миропомазување и за осветување. Почитувани мои, како мештаните селото Дедебалци си ја празнува многовековната летна селска слава во чест на Христовото воскресение, ќе проследите во продолжение на наредната репортажа.